Со Богородица стоиме под крстот. Оплакување. Размислете, откако нашиот Господ умре, тој беше симнат од крстот од двајца негови ученици, Јосиф и Никодим, и беше положен во скутот на неговата напатена мајка. Таа го прими со неискажлива нежност и го притисна во своите прегратки. Нашата блажена мајка веќе не стои пред подножјето на крстот за да гледа во својот син. Наместо тоа, телото на Исус беше положено во нејзиниот скут и го прилепи близу до нејзиното безгрешно срце. Иако ова беше момент на длабока тага за Исусовата смрт, тоа воедно беше и момент на голема близина, длабока близина. Додека нашата блажена мајка го држеше телото на својот син, знаеше дека тоа не е крајот. Иако нејзиното срце беше длабоко прободено, таа знаеше дека нејзината болка ќе се претвори во радост. На неа сега и беше полесно затоа што неговото земно страдање заврши, но нејзиното олеснување започна да се претвора во надеж и исчекување, додека размислуваше за неговата смрт и идното воскресение. Додека нашата блажена мајка го држеше својот мртов син, таа размислуваше за Исусовите зборови кои толку често ги кажуваше во неговото јавно проповедање. А кога беа во Галилеја, Исус им рече: Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки и ќе го убијат и на третиот ден ќе воскресне. И тие многу се нажалија. Таа беше сведок на исполнувањето на неговите зборови. Таа многу добро знаеше како што се оствари неговото пророштво за неговата смрт, така и неговото пророштво за неговото воскресение ќе се оствари. Беше сигурна во тоа. На третиот ден, рече тој. Нашата блажена мајка знаеше дека нејзината болка наскоро ќе се претвори во радост, започнувајќи го нејзиното бдение во исчекување на воскресението на нејзиниот син. Во голем дел од нашите животи се соочуваме со настани што не водат во очај. Овие настани може да бидат мали средби во нашите односи со другите што не оставаат да се чувствуваме безнадежно, обезхрабрени и разочарани. Во некои други моменти може да наидеме на тешки и трагични настани кои изгледаат дека не оставаат во целосен очај. Значењето на оплакувањето, пиета, нашата блажена мајка која го ниша мртвото тело на нејзиниот син, никогаш не може да се исцрпи. Тоа е слика на надеж среде невидена безнадежност. Тоа е слика на љубов која го победува секој страв. Тоа е слика на вера во совршениот Божји план без разлика што ќе дојде. Размислете денес на оваа нежна слика на нашата блажена мајка со светото тело на нејзиниот божествен син што почива во нејзиниот скут. Размислете за нејзината болка и тага. Размислете и за нејзината вера во ветувањето на нејзиниот син, за нејзината надеж во исполнувањето на тоа ветување и за нејзината љубов, која и овозможи да продолжи со сопствената тага. Има многу што да научиме од нашата блажена мајка. Посебно нејзиното срце беше она што блескаше силно од совршенство на секоја доблес. Таа е столб на благодатта и сила обкружена со милости. Моја најдрага мајко,
можам само да се опитам да ја замислам таката што ја чувствуваше, додека го држеше твојот син блиску до твоето безгрешно срце. Но знам дека и твојата така беше измешана со надеж, додека го очекуваше исполнувањето на неговото ветување. Со вера знаеше дека оваа така не е крај. Моја сакана мајко, зајакни ја мојата надеж, преобразувајќи ги сите гревови и страдања во мојот живот. Додека се соочувам со тешкотиите во животот, моли се за мене никогаш да не очајувам. Дај ми секогаш да го следам твојот пример на вера, надеж и љубов. Те молам, прилепи ме и мене до твоето безгрешно срце и моли се да можам да учествувам во воскресението на твојот божествен син. Драг мој Исусе, сета земна мудрост не можеше да го разбере значењето на твоето страдање и смрт. Со твоето целосно уништување ти го победи владетелот на овој свет и ја уништи неговата моќ над мојот живот. Во оваа слика на твоето мртво тело можам да го видам ветувањето за твоето воскресение. Кога во животот ќе се соочам со борби, дај ми надеж и доверба дека конечната победа секогаш е во тебе. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во тебе. Со Богородица стоиме под крстот.